сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на 99%. Емисија која е граѓански полиграф на ставовите кои што значат многу за граѓаните пред се на нашиот град. Емисија во која се обидуваме да ги извадиме на површина личните ставови на граѓаните и секако да им дадеме можност на луѓето да кажат како размислуваат по одредени теми. Денес нешто слично како и претходната емисија имаме една тема која што е од особено значење, посебно за една ранлива категорија на граѓани. Во денешната емисија ќе зборуваме за тоа колку градската инфраструктура е прилагодена на лицата со посебни потреби. Тука зборуваме секако воопштено за сите лица кои што спаѓаат на овој или на оној начин во оваа категорија на граѓани. Токму на оваа тема, мои денешни соговорници се Венко Голабовски, председател на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет, мобилност, и заменик градоначалникот и советник во општина Охрид, Ангел Јанев. Најпрво да ви посакам добре дојдовте во 99%. Добре најдовме. Иако тука имаме представник само од едно од здруженијата кои што офаќаат лица со посебни потреби, за лицата со телесен инвалидитет, сепак муабетот ќе си го тераме помалку воопштено, бидејќи сепак мора да разговараме за тоа кои се сепак генералните потреби на сите лица кои што имаат некаква посебна потреба или се соочуваат со некаков инвалидитет и потешкотија во својот живот. Ми се чини дека најдобро ќе биде ако се обидеме, господине Голабовски, да започнеме од вас и на некој начин да отсликаме што за вас, како лице со телесен инвалидитет, представува можеби најсериозен предизвик, имајќи ја предвид ситуацијата во која се наоѓате и инвалидитетот со кој што живеете и се борите секојдневно. Благодарам. Пред се поздрав до вас, до заменик градоначалникот, а посебно поздрав до гледачите на ТВМ. За почеток една мала исправка. Рековте дека другите представници, представниците од другите здруженија на лица со инвалидитет, слепи, глуви и со други проблеми, потешкоти во развојот, не се тука, али рачунајте као да сме комплетни. Како да се тука, секако. Приметбата е, ние не сме со никакви посебни потреби. Луѓето ги бркаат, ги мешаат поимовите. Ние ги имаме истите потреби кои секој здрав, да речам, нормален човек. Кој сега на мене би рекол овде дека по мене дека имам некакви специјални потреби. Значи, не треба да бегаме од онај светски термин на инвалидитет. Ние сме инвалиди. Секој човек има некакви недостатоци и е невалиден за нешто. Конкретно, јас сум невалиден за трчање. Онај невалиден за гледање, онај невалиден за слушање, за разговори и така натаму. Значи, околу тоа не треба да играме со тие термини. Инвалид од таа и таа категорија. Што се однесува конкретно до вашето прашање. Најголемиот предизвик во сите наши градови, да речам, а посебно, специјално во нашиот и светскиот Охрид, е гледано од агол на лицата со телесен инвалидитет, што ние се соочуваме со приличен број на бариери во секојдневниот живот. Ние сме иначе ребрендирани како лица со телесен инвалидитет, мобилност Охрид. Зошто мобилност? Затоа што треба да сме мобилни, не треба ние, ако не сме способни да одиме или трчаме, не значи дека со количка, со некакво друго помагало, не можеме да прошетаме, да излеземе и да делуваме во градот, исто како и сите други граѓани на Охрид. Иначе, што се однесува до самите физички бариери,
пристапува во самото централно градско подрачје, веќе се помрна од мртва точка. Значи, некои работи веќе се дешаваат. Дел од тоа со наша иницијатива, али добар дел нашата иницијатива не би била слушната ако нема кој тоа да го реализира, а тука се локалните власти, нашите локални татковци, да речам, кои имаат ингеренции и во оквир на своите можности не ги прават подостапни сите наши институции, да речам, проблеми, односно покушаваат да не ги одмалат проблемите во оквир на она што тие можат. Значи, работата тргна од мртва точка. Јас покасно би рекол нешто околу нашите заложби и на самото наше здружение во соработка со сиве овие здруженија. Значи, Здруженијето на глуви, Здруженијето на слепи, тогаш се викаше Здруженијето зраци, тогаш се викаше порака. Ние изготвивме еден документ, така наречен локален акционен план за подобрување на положбата на лицата, на инвалидизираните лица од сите категории на инвалидност. За тоа нешто повеќе ќе проговориме и со заменик градоначалникот, а и со вас. Ми се чини за ова би било сосема доволно. Господине Јанев, ние веројатно би можеле само да предпоставуваме или да се обидеме да разбереме колку на лицата кои што се соочуваат со некаков вид на инвалидност имаат предизвици секојдневни или колку нивниот живот е отежнат за тоа што токму ова за кое дискутираме се уште не ја постигнало некоја оптимална, ако не идеална состојба. Меѓутоа, предпоставувам дека ако сакаме да ги срушиме тие бариери или да се приближиме повеќе кон тоа разбирање на тие нивни потреби, веројатно тука доаѓа предпоставката дека тоа најлесно ќе го направиме ако седнеме со нив да разговараме и секако тоа да го правиме на честа основа. Колку тоа се прави со сите здруженија кои што ги имаме, кои офаќаат некаков вид на инвалидност. Така, добро вечер прво од мене. Еве поздрав до господинот Венко, до вас, до телевизиската куќа. Поздрав од локалната самоуправа. Благодарам што еве денес не поканивте на оваа емисија. Јас се надевам дека и други емисии, повеќе емисии на оваа тема ќе бидат. Јас пред да одговорам на овој сплет на прашања, едно искуство животно. Пред 35 години од прилика се сеќавам прв пат дојдов на пливање во овој дел на Македонија. Тоа беше во пливалиштето во Струга. И покрај ние како мали деца, 10, 11, 12 години, скокавме од мостот. Не знаевме дали е опасно, дали не е опасно. Пробавме, скокнавме, па скокнавме од другата страна каде што имаше оние брановите малку повеќе, поопасно беше. Меѓутоа тоа е помалку важно во целата работа. Повеќе важно беше што во еден момент видов едно дете помладо пливаше. Пливаше контра реката, меѓутоа пливањето беше малку со чудни движења. Ми остави впечаток, излегуваше по едни скали, метални шипки, и излезе дето со една нога. Се качи на мостот, се качи горе и скокна. Тоа е она што господинот Венко го направи како вовед во емисијата. Значи, многу работи, може би телото не може да ги дозволи на начин на кој што може да ги дозволи, меѓутоа умот секако и покрај умот се она што може да ни помогне во секојдневното живење. Јас ова не го кажувам декларативно, го кажувам онака како што го размислувам. На сите ваши прашања ќе одговорам едно. Се она што е направено е малку. Малку. Господинот Венко направи вовед, јас ќе го покажам. Значи, еве го акциониот план, локален акционен план, изработен за 2010-2013 година. Во овој локален акционен план, интересно е, ова јас се надевам дека
ова ќе послужи за 2016-2020 година, ги има сите оние параметри кои што се потребни, не се доволни потребни за дел од сите оние потреби кои што ги имаат ова структура на лица да ги надминат за да едноставно имаат полесен пристап до се она што ними треба. Јас само, еве како вовети ќе прочитам неколку сегменти од ова. Значи, некаде во 2013 година во Охрид имало околу 541 лице со интелектуална попреченост, со оштатен вид 32, со оштатен слух 44, со телесна инвалидност 77, комбинирани пречки 44 или некоја бројка од околу 740. Јас за жал немам бројка колку е сега, меѓутоа претпоставувам плюс минус 5%, отприлика бројките се тие околу 10%. Околу 10%, значи бројките се тие кои што опоменуваат, кажуваат, насочуваат, упатуваат. Дали ние соработуваме? Соработуваме. Дали е доволно? Повторно ќе кажам, не е доволно. Јас не сум човек што задоволува со доволно. Ни треба соработка, можеби ни треба и посебна екипа, посебен тим кој што ќе работи. Охрид, повторно за жал, на некој начин или сега за радост на работење на една структура на луѓе, има доста вакви ранливи групи или ранливи категории на граѓани. Ние сме сведоци дека во минатиот период, барем јас, кој сум во оваа улога, меѓутоа верувам и луѓето претходни, луѓето после ќе ја продолжат оваа работа. Отворивме центри, значи, за интелектуална попреченост, за аутизам, понатаму, се она што може да се помогне, и самиот господин Венко рече, денес ги представува сите нив, сите тие си имат потреби. Малку медицински кажано, тие потреби се има додирни точки, меѓутоа има случаи кога тие потреби се доволно различни, прилично различни и честопати бараат ангажман во насока на значи општоста заедно да ја решиме, а стручноста повторно да си ја решаваат на начин на кој што стручните лица ќе го превземат тоа. За сето тоа ни треба објекти, ни треба пристапни патишта, ни требаат пристапни интелектуални, би рекол, финансиски средства, било какви средства, сето тоа да се комплетира во една целина. Ете, господинот Јанев, некако барем мал дел од сите оние инфраструктурни зафати кои што се потребни ги наброја. Што за вас представува можеби најголема пречка од тој инфраструктурен аспект? Дали е тоа можеби некаков недостаток на пристапни рампи, не знам, висина на тротоарите, на рабниците на патиштата, не знам, лифтови во зградите кои што можеби и се поодамна изградени. Што е најсериозен предизвик? Вака. Јас не сакам сега тука да драматизирам многу. Ќе го речам со свој едноставен јазик. Бидејќи ние немаме никакви специјални посебни потреби. Ние имаме исти потреби како и сите други лица. Најголем и најсериозен проблем и наш најголем предизвик е да ние преминеме улица на премин, така наречена зебра, каде што и обичен секој нормален, да речам под знаци на наводи, човек може да препешачи преку зебра, а нас онај ивичњак ни смета. Заправо, тука не се работи за никакви материјални издатоци. Проблемот е само дали онај ивичњак ќе се постави вертикално или хоризонтално. Значи, проблемот е, би рекол, во свеста на луѓето. Сите бариери од материјален карактер за нас многу се понадминливи и многу полесно ни паѓаат, затоа што знаеме, се немат пари и не е проблем. Али бариерите во свеста на луѓето, на општеството околу нас, што постојат и не можеме тек така лесно да ги надминеме, тоа многу потешко ни паѓа. Со други зборови, ние би требале да можеме да поминиме на секој премин, на секоја зебра, каде што и сите други луѓе врват, а на никого гарантирам не му смета ако еден ивичњак од метро должина биде поставен, да речам, хоризонтално, не мора онака дигнато вертикално. Тоа е подобро и за постар човек со бастунче.
Тоа е подобро и за мајка со дете со количка и никој здрав, нормален, да речем, спортиста нема да замери што има некој нагиб и по него може да помини, али за нас многу значи затоа што е тоа непремостлива бариера за човек во количка. Вие ме знаете дека сум јас еден од тие што се движам со електрична количка, додуше електромоторна, али за човек поготово што е со количка, со рачна количка и со потежок степен на инвалидитет и со потешко движење, тоа е за него непремостлива бариера. Уште еден проблем. Ние сакаме и старите објекти да се адаптираат и да се прилагодат за нашите потреби. Со други зборови, да имаме пристапност до секој објект. Тамо каде што е можно, каде што не е можно, да се изнајде модел да се адаптибира и тој објект да биде адаптибилен за сите наши членови, поготово сега зборувам од аспект и веројатно повеќе ќе зборувам од аспект на телесните инвалиди, затоа што ми се чини овие физички бариери се баш најпримерени од наша гледна точка. И уште еден проблем би нагласил, поготово специјално во нашиот град, напоменувам поново светски наш Охрид, централното градско подрачје не секаде е пристапно. Значи, секаде каде постои премин за обични луѓе, тука да постои премин и за инвалиди. Ние сакаме да одиме кон Европа. Има европски стандарди, има начини на кои тоа се прави, се изведува, значи, во проектот би замолил локалната самоуправа, и локалните власти да обрнат посебно внимание во секој нареден проект. Не само да се адаптираат старите објекти и згради, институции низ градот, поготово овие што сега се градат, да бидат по сите светски стандарди и согласно нашите потреби. Мене ми е мило, ние во една прилика и рековне, кога почнаа да се градат, односно се планираат тогаш овие кружни такови, ние дојдовме до заклучок и се сложиме дека ќе бидат адаптибилни за сите лица, поготово за нас. Значи, тука да не се чувствуваме не само ние охридјаните како да речам хендикепирани, зашто не можеме да преидиме од една страна на другата страна од коловозот, него и сите лица од Македонија, па и сите наши туристи во нашиот туристички Охрид. Со други зборови, преска напомнав дека нешто се помакнало, нешто се помрнало од мртва точка, а уште еднаш напоменувам дека тоа не е никаков специјален додатен материјален издаток. Значи, тука се работи за истите средства, само проблемот е да се малку поразмисли од оној аспект, да се промени свеста на луѓето. Јас тука имам и примери каде што наши колеги, членови во еден ден го имаат во инвалидска количка, седнато градоначалникот град, па да го прошета градот во инвалидска количка, да види како тоа изгледа од агол на еден инвалид, колку е градот пристапен и достапен, колку се институциите во градот и така натаму. Тоа е тема за понатака, ние тоа сигурно нема да го правиме, али ако имаме дојдеме во ситуација, во состојба, ако имаме потреба, па ние сме дел од овој град. Ево, ние некои податоци преска напомнавме, а ние сме сега удостоверени. Мобилност Охрид сега бројат околу 150 членови. Не се сите инвалиди со телесен инвалидитет кои се во инвалидска количка, али можам да ви речам дека скоро 50% од овие инвалиди се баш со вакви потреби. Имаме и друг вид на инвалидитет, али тука се и глувите, тука се слепите, немаме ни еден звучен семафор до сега.
треба човек да чека не само обичен старец или немоćно лице, него човек што е слепо лице или слабовидово лице, да моли некого да го премине преку улица или семафорите едноставно не ги гледа, а не ги слуша. Значи имаме доста проблеми кои се опфатени баш со овој локален акционен план и во една прилика, бидејќи ние со заменик градоначалникот и со градоначалникот, со локалната самоуправа наравно, имаме доста прилично добра соработка, би рекол чак на високо ниво, ние дојдоне до заклучок, па не е овај прецизирано само до таа и таа година. Што е жалосно, инвалиди имало и ќе имат. После јас ќе ви ја кажам и нашата девиза, правите дикат према оваа категорија на луѓе, бидејќи со овој темпо на живот, со овој систем на работа, со овие проблеми кои произлегуваат. Вечерва легнувате здрави, не знаете дали утре ќе станете наш член. Инвалид, завлечете нога, рака или било што со други зборови, ние не сакаме да се зголемува нашето друштво, да се зголемува нашето здружение. Али ако баш дојди до некаква потреба, ние сме тука да им помогнеме на сите, не сакаме да се луѓето зачленуваат кај нас, односно град на инвалиди да правиме. Сакаме само да ги одмалиме маките, проблемите на оние кои веќе се соочуваат со некаков вид на инвалидитет. Так, спомена господинот Голабовски во оној дел кој што се однесува на сите оние нови градби кои што како инфраструктура се појавуваат, без разлика од каков тип е таа инфраструктура. Колку вие не сте ни урбанист, ни архитект, меѓутоа, ајде, бидејќи сте дел од таа локална самоуправа, колку се размислува во тој правец, кога се прават такви инфраструктурни зафати, да се земат предвид овие предизвици кои што ги имаат лицата со телесен инвалидитет или било каков инвалидитет за тој случај. Јас прво да не заборавам една работа, ќе го исправам господин Венко во едно за делот на слепите. Значи има еден звучен семафор, ќе го нему наскоро, тој е кај гимназијата и тој е донација од Лајс клубот Охрид. Така, овде ТВ Мики ТВМ е пример за лицата со така нарушен слух. Така да има доста во градот друштвено одговорни луѓе и институции кои што работат, меѓутоа таа работа сепак ќе се согласно, тоа е семафор, би требало се што има семафор истото да го има, или ако нема семафор да се има други знаци по кои што тие ќе се снаоѓаат во просторот. Тоа е едната работа. Втората работа, јас на некој начин не ќе ви исправам, не е работа на локалната самоуправа да внимава, со закон се обврзани сите оние кои што градот да внимава. Значи не треба еден, втор, трети или четврт човек тоа да го прави, треба да го прават сите оние кои што конкурираат за некоја градба. Во градбата, значи во планот да не им се издава решение за градба според мене, ако не се решени сите тие пропратни содржини. Убаво рече господинот Венко, значи тука не крева во пари, крева само во совеста, во свеста на луѓето и тоа мора да се направи онака како што треба. Еве повторно еден пример, малку паралела да направиме во многу музеи во светот има електрични, значи подигнувачи или лифтови со кои што на шпански скали или било кои други скали не можат количките да одат нагоре, нити можат по таа косина по кој што да се искачат до просторот, меѓутоа со ставени се едни или два подигнувачи или лифтови со кои што луѓето одат. Значи, настрана тоа што секоја банка, секоја институција мора да го реши и повторно ќе кажам, тоа е регулирано со закон. Сега локалната самоуправа како самоуправа ги има механизмите наречени инспекции, развој на свеста, образование. Повторно ќе кажам во рамките на оние содржини кои што ги има, бидејќи локалната самоуправа на некој начин мора да внимава на се, а здруженијата што се специализирани за одредена категорија или структура за одредени лица, тие да внимаваат најмногу на себе. И отприлика тој спој помеѓу се и себе повторно со една убава соработка. Вториот сегмент или оној сегмент за пристапните патишта. Еве со новите градби
Тоа, мислам, со новите кружни, ајде бидејќи они се најактуелни во последниот период, тоа е решено како прашање и се решава се повеќе и повеќе. Некаде и ако има тие реагираат на база на нивната реакција, веднаш мајсторите ги спуштаат оноку колку што треба за да тркалата барем моделот на инвалидските колички поминат на другата страна. Меѓутоа тоа се новите гради. Вие јас повторно сведоци сте дека низ цел град се гради нешто. Во тоа нешто има и некои улици кои што не можат сите да ги приметат, нити од локалната самоуправа. Убаво еден апел еве од оваа емисија, од моје име, од името на градоначалникот, од Советот, сите луѓе што се заинтересирани и што не се заинтересирани. Доколку има потреба, слободно нека се јава. Било каде во локалната самоуправа, некој човек значи ќе ја пренесе пораката, ќе излезат екипите и едно по едно сите оние пристапни места кои што треба да се прилагат, ќе се прилагат. Тоа е само добра волја. Тоа е само добра волја. Сега за другите институции, за оние места кај што може. Јас лично би сакал и во према стариот дел на градот. Еве се планирани нови патеки во делот према Хотел Парк, од оваа страна во делот према Далјан и така натаму. Мислам дека тие се убави решенија и овие патеки што по дефиниција се пешачко велосипедски ќе бидат и патеки по кои што лицата со колички и со инвалидитет ќе можете како да ги користат. Така да користа е повеќе од видливо, очигледно. Овде ќе направиме една кратка пауза за реклами, а потоа ќе го продолжиме нашиот разговор. Извонредна зимска понуда од хотелскиот комплекс Тино во идиличната населба Свети Стефан. По промотивна пакет цена од само 3000 денари месечно, уживајте во благодетите на внатрешен топол базен, сауна, парна бања и џакузи. Совршена релаксација на телото и духот. Само 100 денари дневно инвестирајте за вашето здравје и убавина во еден од најубавите хотели на Ривиерата. Тино спа и велнес центар. Здравје и енергија. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Ние сме 99%. Почитувани гледачи, еве неповторно во студиото на ТВМ. За они од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес во 99% дискутираме за тоа колку градската инфраструктура е прилагодена на лицата со некаков инвалидитет. На оваа тема разговараме со председателот на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност, Венко Голабовски, и заменик градоначалникот и советник во општина Охрид, Ангел Јанев. Да продолжиме каде што застанавме. Споменавте и едниот и другиот дека идеал кој што треба да се тежне секогаш ќе постои, веројатно не можеме тоа да го постигнеме. Меѓутоа, ајде колку локалната, односно општината Охрид како град со сите своји градби, со сите своји патишта, патеки, згради или било како објекти од било каков вид е прилагоден кон лицата кои што имаат некаков инвалидитет. Зборуваме за некоја состојба која што е веројатно таква години наназад, меѓутоа што е она што се прави во моментот за да се надминат тие бариери, да се надминат тие пречки и да го направиме Охрид
како викаат англичаните, friendly, да биде попријателски некако настроен кон лицата кои што имаат некаков тип на инвалидитет. Така, еве, јас ќе продолжам онаму кај што застанавме уште еднаш и ќе потсетам и уште една работа, значи во делот на паркинзите има едно од прашањата што беше во акциониот план, значи има одредени паркинзи кои што се одредени за лица со инвалидитет. Меѓутоа, ќе го искористам овој момент да апелирам до голем број наши сограѓани кои што нема таа потреба, а паркираат на нивните места. Да ги замолам да не го прават тоа. Себе ради и ради лицата кои што ги користат сите тие. Тоа е дел од одговорот на следното прашање, значи со сите своји градби, со сите наши градби. Општината за себе и за луѓето што се внатре не гради, гради за целиот град. Одлуките се донесуваат преку советот, има некојаш за, некојаш против, секојаш мнозинството донесува одлуки и стои за тие одлуки, болни или помалку болни, радосни или помалку радосни и така натаму и така натаму. Дел од градбите и градбите кои што се нови градби, овие прашања ви реков се регулирани со закон. Општината само според мене механизмот наречен инспекцијски органи треба да функционира безпрекорно. Тој механизам повторно според мене е врзан со делот на совеста на сите нас. Мора тие два механизми, значи едниот да биде што помал, инспекцијските, а совеста да биде што поголема, бидејќи господин Венко би сакал неговото, еве нашето градско здружение, чии што е он председател, да има што помалку членови. И ние тоа го сакаме. Меѓутоа повторно заеднички е напорот. Сега со делот на старата инфраструктура, тука е многу потешко, ние сме разговарали доста пати на таа тема. Потешко е затоа што зградите не биле проектирани на тој начин. Сега сите потези што се прават и сите акции што се прават е некакво прилагодување, било какво прилагодување кое што е, повторно ќе кажам, многу подобро отколку ништо да нема. Меѓутоа тоа е прилагодување и за оние кои што се веќе внатре и за оние кои што имаат потреба да бидат внатре. Се разбира дека државните институции, сите институции, независно дали е стара градба или нова градба, мора да се прилагодат за да и овие лица си ги добијат оние права кои што и следуваат, а да не зависат или што помалку да зависат како физичка помош од другите лица. Мислам дека повторно не бара големи напори, пара добра волја, можеби мали финанси во одредени згради и така натаму и така натаму. Јас повторно моето излагање ќе го привршам со делот, значи ние сметаме, значи на сите луѓе кои што знаат, имаат потреба, гледаат потреба дека нешто некаде да се направи, со еден допис, со едно барање, да се обратат до локалната самоуправа. Нити градоначалникот Бакрачевски, нити неговата екипа, нити сите кои што се вработени, барем до сега никош не сум видел некоја енергија што е спротивна до она што треба. Да се направи што поубав и пристап на овие лица, меѓутоа и град, како што рековте, френдли за живење. Ги спомена Јанев паркинзите. Се чини дека тоа не е некој, не знам каков страшен зафат, не одзема ни многу време да се наслика тој сино-бел знак. Меѓутоа, иако не изгледа нешто драматично, сепак представува можеби некој чекор кој што и тоа како значи на лицата кои што имаат некаков инвалидитет. Лани ми се чини беше кога СВР Охрид изгради пристапна рампа до нивната институција. Локалната знам тоа дека го има, како и државниот катастар, ако не се лажам, ги има тие пристапни рампи. Се тоа мали чекори, меѓутоа колку тие значат за вас, Венко, како лице со телесен инвалидитет? Вака би рекол, и тоа, како што напомнав на почетокот. Значи не е све така лошо. Од мртва точка е помрднато. И тоа е ефект, односно, да речем, продукт на нашата соработка со локалната самоуправа и со, да речем, билјанини извори предпријатието кој стопанисува со тие паркинзи, бидејќи ние подпишавме меморандум за соработка и ние сме во тек и ние како здруженија
на инвалидски издруженија, значи од сите категории, изготвивме еден план, дојдовме со еден нацрт план до колку паркинг места ни требаат, колку членови од кое издружение, наравно со автомобили, и према тој план ние направиме некаква проекција на паркинзи пред институциите и во централното градско подрачје, каде што би требало, наравно, тоа никогаш не е доволно, поготово во летниот период, поготово во период кога се празниците, кога Охрид како туристички град е пребукиран и посетен и од други лица со телесен инвалидитет од Македонија, па и од странство. И во тој поглед ние дојдовме до заклучок и нема никаков проблем да телесно инвалидизирано лице паркира, ако се сите паркинзи зафатени, да речем обележени паркинзи, нема проблем никаков да паркира со онај свој знак и со нашата членска книжка под ветробранското стакло, да паркира и на друго паркинг место кое не е предвидено за овие работи, пред некоја институција, да си обави некаква своја работа и нормално да го напушти паркинг местото. Проблемот е, пак викам, во свеста на луѓето, што тие паркинг места не секогаш се користени од лица кои имаат потреба баш за тоа место. Или, сликовито би напомнал, ние упорно работиме со нашите членови, кога возилото го вози некој кој нема посебни такви, кој има можности да си обави некаква работа, да не мора, иако е тоа возило од инвалид, ако инвалидот не е тука, или самото лице не е инвалид, не мора татко му, брат му или не знам и кој да го земе тоа возило и сега има право, па го паркира, го зафати тоа паркинг место и оди обавува работи низ градот. Значи, ние таа свест на наш еден ниво ја подигнавме, така што одредивме и човек, наш член, релативно покретен, со бастунче кој ќе оди и тие работи полека ќе ги отклонува. Не можеме ние стално ни полицијата да ја ангажираме или службите да ги подигаат таквите возила или некакви казни да пишуваат и така натаму. Значи, решението не е тоа. Решението е само во свеста на луѓето. Што се однесува до соработката не само со локалната и со предпријатието Билјадини избори, е стварно на високо ниво и по прашање на паркинг местата и пристапноста и по прашање на спортувањето во спортскиот центар. А за тоа можеме во потоа или во некоја друга прилика. Така. Некаде на почетокот од одговорот на ова прашање ја споменавте летната туристичка сезона и тие гужви кои што настануваат во тој период и то дека се уште лебди тој одговор во воздухот. Мора тука да споменеме дека не се работи тука само за секојдневни и основни потреби кои што лицата со некаков инвалидитет треба да ги обавуваат во текот на денот, дали да отидете до банка или да плаќате некоја сметка или било каква активност во која што веројатно и не ни уживате, туку да се поводи сметка можеби и за некои други потреби кои што ги имаат лицата со некаков инвалидитет, а кои што, како што кажавте и самиот, се потреби кои што ги има секој граѓанин на државава. Тука мора да ја споменам она плажа која за лица со некаков инвалидитет која што нели и во претходно во неврзан разговор ја споменавме. Еве вака. Ние секоја година, па и оваа година наравно, изготвуваме наша програма за работа, која Собранието на мобилност Охрид управниот одбор ја предлага, изготвува, а Собранието ја донесува. Годинава е донесена на 14 февруари за оваа 2016 година. Во сите програми досега,
од кога сум јас председател на ова здружение, јас таа плажа специализирана за лица со телесен инвалидитет, па и за други вид на инвалидитет, јас ја провлекувам. Проблемот беше што крајбрежниот појас не беше во ингеренции на локалната самоуправа и на општината Охрид, па сега државата, таа општината и така натаму, ние останаме без таа плажа. Зашто ова го споменувам? Иначе јас ова не го измислив таа плажа. Таа плажа ја користам јас секоја година, бидејќи летувам, имам стан во Хрватска, и таму летувам, и таму одам баш на таква адаптибилна инвалидска плажа, каде што локалната самоуправа, тоа не е инвалидската плажа собственост на локалната самоуправа или на Задар, конкретно да кажам. Изготвена е по некаков проект, план, и таа е за сите светски инвалиди, за сите туристи на тој град. И тука нема никаков приоритет. Приоритет на таа плажа е инвалидитетот. Локалната самоуправа вработува едно одговорно лице и уште двајца помошници на таа плажа, така да човек со количка која доаѓа таму, има специјални тие колички кои лебдат на вода, а има адаптибилна рампа, и тука не е никаков проблем проектот да се изнајде. Јас имам и видео снимки од таа плажа а фото колку сакате. Така да не е проблем тоа да се направи, само проблемот беше ова што реков во свеста на луѓето, односно во законската регулатива. Сега овој крајбрежниот појас, односно Охридското езеро е... Уште држава. Значи се уште. Ево, ајде сега сега, како сега локалната кога издава концесии за одредени плажи, една од поблиските плажи тука, во, да речам, централното градско подрачје, бидејќи сега малу би се од темата оддалечил, ние имаме 13 апартмани на мобилност Македонија кои се во склоп на охридати во таа населба, и тука доаѓаат, летуваат сите македонски инвалиди, да речам, или во текот на сезоната се менуваат околу 500 инвалиди од цела Република Македонија, значи преку 500, чак би рекол од сите здруженија, македонски здруженија. Со други зборови, доста од нив немаат пристап до плажата, со други зборови џабе дошле во Охрид, ако не влегле во езеро, ако не се искапиле. Ние, јас го напоменувам, затоа што може да се изнајде начин или модел, а како што напомнав, најмал е издаток во материјалните средства. За да се адаптира една таква плажа, потребни се, да не речам, миксер или два бетон, да се излие на адекватен начин и да се направи рампа за влез, било со количка до езерото, било со гелендери, односно ракохвати до езерото за онај што може да оди по скали, али во самото езеро, во самата вода, пак да има адаптибилни средства, има тука и непливачи, а сака да се капи, сака да влези во езеро. Значи може да се држи за тие ракохвати, за тие гелендери внатре, и може, значи не треба да биде, да не речам, хендикепиран, затоа што е инвалид во нозете, рацете, или затоа што е непокретен. Тоа би можело можда на некое повисоко ниво. Јас мислев дека локалната ги доби тие ингеренции над крајбрежното подрачје, меѓутоа ево сега добивам информација дека не било така, а се обистинува она нашето што го напомнав, дека све во бариерите на луѓето, во свеста на луѓето, а ништо, апсолутно ништо не е нерешиво. И тоа ништо не кошта. Тоа чак би ја зголемило и туристичката сезона и туристичката понуда на самиот Охрид, кои ќе слушнат инвалиди, не знам, поготово од Северна Европа, кои се чести наши гости. Дечко низ Охрид, се сеќавам
од Холандија, Шведска и така натаму луѓе доаѓале тука, летувале, кои ќе чуат дека баш Охрид имат и адаптибилна плажа за лица со инвалидитет, онда тоа е зголемување не само на понудата и на самиот Охрид како светски град се подига на поголемо рамниште. Јанев, ќе може ли во некоја блиска иднина да ја добиеме оваа плажа? Ќе мора. Значи, јас не сум човек што сакам да ветам, ама едно можам да ветам. Веројатно до сега барање до Министерство за транспорт и врска нити од вас како организација не е пратено, нити до локалната. Убаво е тебе да го искористиме овој момент, едно заедничко барање да составиме и за делот на да се одреди простор во кој што би била таа плажа, таква плажа, а овој дел од финансиите, значи колкави да се финансиите, сигурно не се воопшто нити големи, нити нешто посебно, за да локалната самоуправа, градоначалникот и екипата, значи не застанат за овој проект. Така да, летото е на прагот, ние можеме да повлечеме некои чекори. Јас мислам дека нема воопшто да има проблем за да еден дел, едно парче од Охридското езеро, од Охридските плажи биде наменето, значи прво со пристапот, пат за коло да дојде до таму и понатаму, значи од колото до плажата, бидејќи сето тоа е, а ние имаме екипи, имаме јавни предпријатија, можеме сите да помогнат, имаме. Мислам, нема ни една причина да не се направи. Би можел само тука да се надополнам по ова прашање за ова сезона. Не знам колку би можело, али ние иначе што се однесува до локалната, ние стално во програмата го провлекуваме тоа прашање, меѓутоа одговорот е не е тоа во наши ингеренции, а ние сами како мобилност Охрид не директно можеме да комуницираме со министерството. Еве ќе се обидеме да го смениме одговорот. Свето тоа овој тука нешто е направено по прашање да речем на превозот, бидејќи пред неколку години ние она возило што беше од Лајонс баш по моја препорака со градоначалникот, јас не знам дали бевте и вие присутни на тој состанок, предложи тоа така, беше, да не речем, неупотребливо, од некакви ситни економски причини. Тоа возило сега се економизира, на нас ни е достапно и комбето, значи комби Мерцедес, воено и панорамскиот автобус кои се адаптибилни за лица со телесен инвалидитет. Значи, она преска што наполнав не е све баш така црно, ипак помрнато е од мртва точка. Ова би било идеално да ние можеме проектот можеме да го изготвиме и барањето да го посебно поставиме, мада оваа програма јас секоја година ја доставувам до локалната самоуправа и доста од тоа се исполнува, доста активности и вие сте дел од тоа и сведок на дел од тие активности на спортски план, на културен план кој ги исполнуваме, на едукативен план и така натаму. Вие сте учествувале во доста тие наши манифестации, така да ипак нешто е помрнато, али ево, штом замени градоначалникот, не сакам сега да кажам дека вети, али ќе се обидиме. Али вети дека ќе размислуваме за тоа и ќе одиме кон тоа да Охрид постане, да се подигне на едно повисоко рамниште, како што реков, во поглед на туризмот. Зашто тоа му треба и на самиот град. Јанев, ги споменавме тука накратко и Лајонс клубовите. Всушност, како што споменавме во првиот дел од емисијата, тие беа оние иницијатори и реализатори всушност на идејата за поставување на тие звучни семафори кај минимаркет. И сега ако неизбежно прифатиме дека времињата се менуваат, па и инфраструктурата со тоа, секако што би можеле тука лајонсите да придонесат во насока на такво некое прилагодување на потребите на лицата со некаков инвалидитет, вклучително делот кои се и штитеници на Лајонс клубовите? Така,
Значи, лајонсите по дефиниција се витизи на слепите. Или лица со нарушен вид, меѓутоа некои имат очи и не гледат како што треба, мислам. Слепи научени е така, македонски да се изразиме. Во градот има 3 мешани клуба, еден женски клуб, еден ротари клуб, еден лео клуб и така натаму, кои што по дефиниција се хуманитарни организации. Јас немаме време сега да ги набројуваме, можеби некоја емисија и вече новите да дојдат да кажат. Има доста активности поврзани со и околу човечките хендикепи. Еден од последната беше активноста на Лајонс клубот Охрид од Охрид за проверка на видот на дечињата од предучилишната возраст. Другите акции со помош за купување, за апарати, за донации и така натаму. На вистина има многу. Јас не би навлегувал во тоа. Јас би сакал повеќе да го потенцирам прашањето. Господин Венко е скромен човек, на многу наши средби, а една посебно на денот 8 март, посебно од 2 причини, затоа што е така ден на жените. Јас честитки нема да гостувам до тогаш, меѓутоа ова година и истовремено и роден ден на господинот Венко Јуби Ларе. 60 години, така. 60 години и јас присуствував на 2 такви родени. На првиот бев затечен, на вториот бев помалку затечен, меѓутоа многу е пријатно да се биде во нивното друштво. И во тие своји разговори, вие веројатно знаете кај се нивните простори, се наоѓаат во бараките кај Градбеник. И тука има простор за разговор. Значи, тој многу убаво го кажа. Ние сме обични луѓе, не бараме многу. Тоа е малку само да се чувствуваме што покомотни, поубаво, едноставно решение. Дел од решенијата се свеста на луѓето, меѓутоа еден дел се инфраструктурните делови. Јас знам дека и треба не само на нив, на многу институции, вакви или слични, или организации, или сојузи, пензионери, имаме пензионери со инвалидитет и така натаму, и требаат објекти, и требаат содржини, и требаат спортски содржини. Сето тоа може да се реши. Во оваа фаза може би најголем, не во оваа, во секоја фаза може би најголем проблем се парите, а може би парите па и не се тој најголем проблем. Имаме можност за апликации, општината во оваа фаза не може да инвестира. Јас ќе кажам, не може толку многу, може значи со акции, со работа, со јавни предпријатија, со пресред, на сите они иницијативи кои што ги прават овие здруженија, ама ќе повторам, не е едно. Јас би бил среќен и радостен кога би имало секој од овие здружени своји објекти, своји канцелари, место за спорт, место за дружење, за пристапноста веќе да не зборуваме, тоа е веќе вели толку многу малку бараме, само толку многу малку бараме. А тоа е една реченица која што толку многу кажува дека се тие нескромни, прескромни луѓе. Меѓутоа животот си бара околина во која што тие ќе можат, ако ништо друго, барем нормално да придат до сите институции, сите луѓе, нагости да си одат да придат и така натаму. Господине Голабовски, не е прашањето само колку и само инфраструктурата е прилагодена на вашите потреби. Ако сакаме да го фатиме целокупниот аспект на живењето на еден човек, кој ги има, без разлика дали има некаков инвалидитет или нема, потребите неизбежно вклучуваат тука и вработувања, остварување на некакви примања, како би можеле да се ги задоволите, ако ништо друго, барем основните потреби. Колку и овај аспект на нештата е задоволен или гледате тука некакви било какви поместувања од аспект на прилагодливост и на работните места, па и пред се во свеста на работодавачите, не само да одвојат место за во својата фирма која што би ја изведувало некое лице со некаков вид на инвалидитет, туку и пред се да се размислува на тој начин да се симнат тие бариери, да се занемари фактот дека се работи за лице со некаков инвалидитет, туку за лице кое што активно може да придонесе не само во остварување на некаков приход, туку и на некаков развој на таа фирма во која лицето би се вработило. Еве, сега би напомнал, пак би се навратил на нашава програма. Околу
вработувањето и работата на конкретно лица со телесен инвалидитет. Јас во оваа програма имам 11 главни точки и подоста подточки, кои не би ги елаборирал сега овде. Ние сме стално во соработка со Агенцијата за вработување или биро или Завод за вработување Охрид и соработуваме нормално согласно програмите на владата на Република Македонија. Имаше вработувања од различитен тип за лица со инвалидитет. Едно од тие е последен, да не речам, хит, само вработување на лица со инвалидитет. Имаше семинар, ние наши представници, да речам, пуштивте таму, беа, и сега би напомнал дека неколку дена наназад јас сум во соработка со Агенцијата за вработување, посебно со Маја, која работи во агенцијата и конкретно во соба број 2, би посочил до сите лица со било каков тип на инвалидитет. Имаме едно барање од еден наш граѓанин за отварање на фирма за лица со било каков тип на инвалидитет и тоа за лесна физичка работа. Со други зборови, и лице во инвалидска количка, ако има здрави раце и без никаква интелектуална попреченост, може да си заработи своја плата и да се вработи, и што е најбитно на оваа средба, тој собственик ни рече дека бројот не е ограничен. И не е ограничено колку инвалиди. Иначе, знаете, согласно законот, веќе лица со телесен инвалидитет во фирми кои вработуваат преку 30 лица, едно од тие лица треба да биде. Меѓутоа, луѓето, односно собствениците, изнаоѓаат разни модалитети да го избегнат вработувањето на лице со телесен инвалидитет, па вработуваат 34 лица и не одат преку таа бројка и така натаму. Ние на ниво на мобилност Македонија, значи на ниво на нашиот сојуз, правиме напори да сите тие аномалии во законот се избегнат, односно да не се изиграва законот во поглед на овие лица кои сакаат да работат. Ево сега конкретно барање од човек кој отвара фирма во кои ќе можат да работат, одма би кажал, за изработка на дрвени гајби. Значи не пластични, не вакви или такви, конкретно дрвени гајби има пласман. Човекот сака да отвори погон и вика, посебно ме интересираат лица со било каков вид на инвалидитет, па чак и телесен инвалидитет, каде што една или две раце се во функција за изработка на тие гајби. Би посочил конкретно до сите заинтересирани, ево баш од оваа емисија, да се јават во Агенцијата за вработување или во Заводот за вработување во Охрид, во соба број 2, кај Маја, ќе ги добијат сите информации, па поверете, да не кажеме дека никој не мисли на вработувањето на лицата со инвалидитет. Ево, ние ипак работиме и на тој план и му посочивме на конкретно на тој собственик какви се нашите согледувања околу вработувањето. Тој рече тоа ќе биде лесна физичка работа, значи никакви потешкоти во работата. Поготово што тука ќе има, тој веројатно си има програма во која ќе си има и нормални здрави луѓе вработено за тие потешки работи, а и ние имаме лица со телесен инвалидитет, каде што на некој му фалат 2-3 прсти, дел од шака или една рака, значи со здрави нозе може многу работи да работи. Онда лица со телесен инвалидитет, со интелектуалци, со завршени економски, земјоделски факултети и така натаму, каде што економиста може да ги води тие сметководствени работи и така натаму. Со други зборови, не е битно што е лицето во количка или со
потешкоти во движењето, може со здрави раце, со здрав разум, со економски факултет, може да ги води овие работи. Јас би напомнал дека не треба ние само да чекаме од некого да ни понуди, треба и самите да се потрудиме и да побараме начини и можности што се остварливи. Значи, и самите да се потрудиме, затоа што ние како телесни инвалиди, конкретно зборувам аспект на телесните инвалиди, не бараме ништо посебно, бараме како и сите други граѓани на Република Македонија или на општина Охрид, бараме да работиме, да си го заработиме својот лек. А ево прилика, повелете во Агенцијата за вработување, во соба број 2 кај Маја, и слепите, и глувите, и со полесна интелектуална попреченост, и посебно телесните инвалиди, чак и во количка. Јас би напомнал баш на еден ваков разговор, тука беше присатен и наш инвалид, би го рекол името, Амети Муштеба, кој е во инвалидска количка, сите го знаеме, се движи низ градов, присатен беше и собственикот, човекот рече, ево ми вие можете слободно во ваква состојба да дојдете да работите кај мене. Значи, иако нема можности, просторот ќе биде адаптибилен, пристапен за инвалидска количка, така да секој што сака нека повели и нека се пријави на, да не речам, веројатно тука ќе има и некаков оглас, али слободно нека контактира, не би ја сега броеви на телефони и така натаму, али тука сме затоа ние како здружение, како мобилност, пак да ги упатиме овие лица, пак да им помогнеме, пак да ја воспоставиме таа врска меѓу агенцијата и собствениците, односно работодавачите и нашите членови. Кога последен пат, Голабовски, излеговте од дома за да завршите некоја работа, да платите некоја сметка, да купите нешто за по дома и се најдовте во ситуација да или не успеете изфрустрирани да завршите навреме, или пак ви одзело тоа па може би и цел ден, и како едноставно се почувствувате во тој момент, кога знаете дека една обична некоја обична инфраструктура, еден рабник поставен вертикално наместо хоризонтално ви одзема цел ден? Конкретно кај мене не е проблем, затоа што јас тука во Охрид ги знам и патиштата и оние кривини, односно пристапности од каде може да се приде до одреден објект, до одредена институција, и поготово што крај мене е или сопругата или синот, така да ако га би бил сам, односно кога би морал сам некои работи да обавам, тоа би имало потешкоти, меѓутоа и граѓаните имаат слух да помогнат на вакви лица и не е тоа проблем. Проблемот е во тоа што јас не сакам некој специјално да задолжам, ајде сега помагај ми, кревајме горе по скали или качувајме преку тротоари, преку и така натаму, затоа што се нарушува и мојата личност, односно мојот интегритет. Не сакам да бидам ништо помалку вреден и да молам некого сега, ајде помогни ми за она што треба да го направи системот. Овде е проблемот, системски да се решат работите. Значи да не се издава употребна дозвола за нов објект ако не е адекватен и за оваа категорија на луѓе. Да не се прави нов објект што е во ингеренција на локалната самоуправа ако не е согласно стандардите за овие луѓе, за овие лица. Ние иначе на локалната им дадовме и една брошура со стандарди за рампи, за нагиб, за гелендери, оние ракоглати и така натаму, кои треба да се пратат. Ако тоа не е изводливо,
на еден, други изводливо е, да не речам на трети или шести начин. Све може да се направи, само прашање на добрата волја. За почеток, од оваа желба, додека еден ден и лифтот во локалната самоуправа, односно во општината, не проработи, за почеток, ипак локалната самоуправа не излезе во пресред и изготви еден пул, едно, да речам, просторче обележено за лицата со инвалидитет, каде можат да го побараат телефонот, ќе слези службеникот или ќе дојде лице што ќе му помогне и така натаму, да си ги реши проблемите во општината. Али не се само тука. И во другите институции, малу институции има со решени вакви, да речем, инфраструктурни проблеми, односно пристапност за лицата со телесен инвалидитет. Јанев, што понатаму за општина Охрид? Веројатно, како што споменавме досега, тешко дека некогаш можеби ќе го достигнеме идеалот, меѓутоа ако веќе тргнале работите во некоја нагорна линија, кога може да стигнеме до тоа да она изрека, она реченица рамноправни граѓани на град Охрид да стане 100% на вистина, а не да биде само некој идеал кон кој вечно ќе одиме? Бака, јас не верувам дека во светот постои идеал. Меѓутоа, сите работат кон тоа. Охрид не е преголем град за да овие работи не се решат. Ние во воведот на емисијата рековме во пари тоа не коштат, релативно коштат помали пари, меѓутоа еве ситуацијата, не сакам постојано да се зборува за некои опашки, доведува до такви ситуации да едноставно, значи не може со тој интензитет со кој што ние го очекуваме. Јас благодарам на господинот Венко. Благодарам на институцијата, на друштвото. Можам еве вака јавно да кажам нека ова и ним и нам ни биде водилка, сите оние ставки што се завршени да ги тргнеме, а ново настанатите ставки да ги нотираме, да ги обележиме, да ги ажурираме. Тука пише од 2010 нека стои цртка и понатаму нека нема година. Се разбира дека нови потреби ќе се јавуваат, градот се шири, градот се развива, градот оди на поубаво во секој случај. Тоа поубаво секако мора да се биде прилагодено на сите жители на градот. Сите има таа потреба. Јас уште малку пред малку почнате за вработувањето за ова, господинот Венко ги нотира сите потреби, само ќе кажам делот на локалната, значи локалната се обидуваат и имаат и членови социјални случаеви, значи не само за нивните социјални случаеви, локалната издвои една одредна количина на пари да се платат сметките за струја, за вода, за комунали, понатаму социјалните пакети што преку Црвениот крст се делат, тоа не се некои може би за нив не се големи, меѓутоа локалната како локална размислува за поголем број на луѓе. Имаме можност преку Работничкиот универзитет или отворениот граѓански универзитет Кузман Шапкарев да се изведува настава за која што има одредени средства во програмата за образование на возрастни лица и тука тие може да го искористат со нивна идеја, се разбира, со настава прилагодена за нив на место на кое што тие ќе може да ја посетуваат наставата. Во делот за вработување убаво го нотира, значи владата на Република Македонија преку сите оние акции што се прават преку Бирото за вработување има можност прво за само вработување, за отварање сопствени фирми, меѓутоа има и досега имаше можност и одсега има можност сите оние фирми кои што вработат инвалидизирани лица, одреден број на инвалидизирани лица, да се ослободат од давачки, што е и како бенефит и за работодавецот од една страна, меѓутоа и за луѓето кои што ќе се вработат. Јас би завршил во тој контекст, тие не бараат многу, едноставно бараат да не се зависни, да си имат своје парче леп, да си го заработат тоа парче леп, а повторно ќе кажам, има начин, тоа се работно способни луѓе, се разбира спрема потребите на работните организации во кои што тие би се примели. Јас, ако имаме време, ако можеме овде би напомнал ние дека ние начнаме и зачнаме само дел од нашите проблеми. Бариерите, вработувањето, плажата и така натаму, ние не само овие да ги имаме овие редовни и обични, да речам, секојдневни потреби,
Ние имаме и други потреби, тука се културните активности, културно-забавниот живот на инвалидите, спортските активности, социјалната заштита. Тука е здравството, што е многу голем, битен сегмент. Имаме уште низ работи, што значи дека вакви емисии би требало да имаме што повеќе и во една прилика јас барав и апелирав да одредиме термин на телевизија само за лицата со инвалидитет. Од која категорија на инвалиди ќе бидат, да не речем дека е неважно, па и неважно е. Затоа што инвалидитетот е инвалидитет, со слични проблеми сите се среќаваме. Ево, апел и до телевизијава да одреди некаков термин за размислување, да се има ден за лицата со инвалидитет, каде што вакви проблеми подетално ќе начнеме, подетално ќе ги елаборираме и сигурно полесно ќе ги решиме. Првиот чекор е направен. Разговорот наш е баш тој чекор. Ние соработуваме и на спортски план, и на културен план. Ево одма да најавам, иначе ние проведуваме спортски активности во соработка на нашите телесни инвалиди и на глувите, слепите и на сите. И порака, и Сдруженијето на инвалиди на трудот, во соработка со Сдруженијето на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Република Македонија, каде сум јас и член, и таа спона меѓу тие две здруженија. Ние секоја последна сабота од месец март по годината и секој 3 декември, денот на лицата со инвалидитет, проведуваме спортски активности, каде баш во неколку наврати и господинот Јанев бил присатен, ги доделува тие дипломи и така натаму, разговараме за нашите проблеми и сиве овие прашања ги зачнуваме. Ги повикувам сиве наши членови дека на 26 сега, на 26, значи тоа е последна сабота во овој месец, веќе ќе имаме спортски активности. После тоа наравно имаме дружење, дали закуска тука во клубот. Оваа година планираме во хотел Ривиера да биде тоа дружење со музика и веселба, значи заеднички ручек. После онаа активност ние сме били и во хотел Гарден, се сеќавате, во нашиот клуб и така натаму. Секој 8 март иначе го проведуваме со нашите членки од понежниот пол баш во нашиот клуб и секоја година повикуваме представници од локалната самоуправа, чисто да ни го увеличат, да ни озголемат денот со музика, веселби, со други зборови. Сакам да ви речам, тоа е доказ дека немаме специјални посебни потреби, него оние нормалните и ние сакаме да живееме како и секој граѓанин на град Охрид. Тогаш она што ми беше тема на разговор, ќе го преиначам за да некако го завршиме целиот овој разговор. Јас ви посакувам да во иднина заедно со вашите соработници, оние кои што ќе имаат слух за одговарање на сите тие нормални човекови потреби, ви излезат во пресред и од утре веќе, ако не сме премногу оптимисти, да можете да се движите каде што ќе сакате, да можете да пливате каде што ќе сакате, да можете да ги извршувате сите секојдневни ваши обврски, да можете да спортувате, да пливате и да правите буквално се она што секој останат граѓанин на Охрид го прави и тоа без никакви потешкоти. Ви благодарам јас на двајцата за овој прекрасен разговор. Благодариме и ние. Пред да се заблагодарам, јас би рекол дека ние веќе одамна разменивме сега се лесни тие средства за комуникација, телефони со господинот Јанев и со господинот Јован од агенцијата, директорот на агенцијата за вработување, така да таа комуникација тече и трае и мора да обстои и со сите други институции кои се и со градоначалникот наравно, кои се од витален интерес на нашите членови, така да сето тоа обстои. Али ова е доказ дека оваа емисија помина
кој да траеше 5 минути, а не знам можда повеќе од сат време, доказ е дека никогаш проблемите нема крај на нашите проблеми и барања, али ова е и причина вакви емисии да има што повеќе и доказ дека секоја работа тргнува со првиот чекор. Првиот чекор е направен, па голема благодарност и до вас што ни одвоивте време и термин во вашава програма. Секоја сме тука и ќе подсетуваме се додека не дојдеме до крајот можеби на решавање на тие проблеми. Ви благодарам на двајцата. Благодариме. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99%. Јас ви благодарам за вашето внимание, а ви препорачувам да останете на програмата на телевизија ТВМ со содржините кои што ги имаме за вас подготвено. Имајте пријатен ден.